Сите печурки се јадат, само некои се јадат повеќе пати, а некои само еднаш. Десетина пациенти изминатиот месец завршиле на токсикологија поради труење со печурки. Не дошло до сериозно влошување на нивната здравствена состојба бидејќи јаделе отровни плодови, но не од смртоносните видови кои виреат и на нашето поднебје. Клиничката слика според токсикологот Андон Чибишев почнува исто и кај едните и другите. Гадење, повраќање, силни болки во стомакот и диареја кои со медицинскиот третман можат да завршат поволно во услови кога проблемите настанале 2 до 3 часа по консумацијата. Имаме печурки кај кои што првите симптоми се јавуваат после 8, 10 па и 40 часа од конзумацијата и тие ги викаме труење со диви печурки со долг латентен период и тие се оние од кои што ние најмногу се плашиме затоа што покрај оваа почетна слика на гастроентероколичен синдром, после тоа доаѓа до уништување на функцијата на црниот дроб, па тоа целото се рефлектира на функцијата на бубрезите, а црниот дроб нели превзима многу функции во организмот кои што се од витално значење. Чибишев вели дека овој период кога имаме пролет во ноември со претходни обилни врнежи е погодна почва за вирење на дивите печурки. Предупредува дека грешат и оние кои мислат дека многу добро ги познаваат печурките и не се свесни дека собрале отровница која е смртоносна. Отровите во дивите печурки, во отровните или во смртоносните се термостабилни. Значи, тие не реагираат на висока температура. Можете термички колку сакате да ги обработувате, да ги варите, да ги пржете, да ги печете со сати. Отровот ќе остане исто отровен како и во свежата печурка. Изминатите години на токсикологија имало и смртни случаи поради труење со печурки, а страдале и цели семејства. Постојат околу 5000 видови на печурки. 100 од нив се отровни, а од тие 10 се смртоносни. И ги има и на македонското поднебје. Сања Димитровска, Сител телевизија.